Македонија е единствената земја во Европа која има 3 пати поголем пораст на несакани бременности и абортуси кај тинеџерската популација. Ова се должи на недостигот на сеопфатна сексуална едукација, која би требало да се спроведува во средните школи за запознавање на 7 компоненти од едукацијата: родот, сексуалното и репродуктивното здравје, граѓанските аспекти, задоволството, насилството, врските и односите и различноста. Од асоциацијата Хера велат дека според истражувањето, освен што има зголемен број на абортуси, зголемен е и бројот на заразени од хламидија и од ХПВ. Зголемување на бројот на тинеџерски абортуси. Ако во 2010 година бил 183, во 2014 година тој број е зголемен на 217. Имаме зголемена тенденција за пораст на хламидија и на ХПВ. Имаме зголемено насилство. Имаме силеџество во училиштата кое што не се адресира соодветно. Силеџеството исто така е зголемено врз младите кои што имаат различна сексуална ориентација и различен родов идентитет. Тенденцијата за пораст на хламидија и ХИВ постои, но нашата земја е онаа која во Европа има 3 пати поголем пораст на несакана бременост и абортус кај тинеџерки во споредба со било која друга земја во Европа. Од Хера бараат Министерството за образование и наука да го воведат сеопфатното сексуално образование во училиштата, за да се намалат бројките на несакани бременности и абортуси, како и да се намалат сексуално преносливи болести. Ние разговараме за програма која што е сеопфатна, која што ги опфаќа сите 7 компоненти. Во учебниците можеме да видиме дека се спомнуваат некои теми, дека во повеќе се движат на биомедицински аспект, отколку што се движат во психолошкиот аспект, затоа што сексуалноста нема само една перспектива. Сексуалноста има повеќе перспективи и кои што имаат повеќе влијанија во однос на здравјето и секако благосостојбата на младите. Ваквото образование, можам уште еднаш да повторам дека може да биде решение, едно од решенијата кое што ќе го намали насилството, ќе го намали бројот на абортуси и исто така ќе ги намали непланираните бременности. Ваквите прирачници и едукации спроведени во многу европски држави се покажале ефикасни. Резултатите, освен што го намалиле бројот на несакани бременности и абортуси и намалување на бројот на сексуално преносливи болести, ја покачиле старосната граница на сексуално активни тинеџери.